Неделно издание на Дневникот на К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележа овој ден. Анкетираните велешани со негативен одговор на прашањето на К1. Дали Македонија треба да го промени името за да влезе во НАТО и Европската Унија? Во Велес информативна сесија на тема даноци и царини. Столбот на Македонската православна црква денеска чествува 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија. Инфосесија на тема даноци и царини која се однесува на законската регулатива и правната усогласеност на малите и средни предпријатија денеска се одржа во Велес. Овие инфосесии имаат за цел да ги соберат податоците за најчестите проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, за при тоа да ја подобрат комуникацијата со институциите. Подобро и полесно имплементирање на законите во Република Македонија е целта на денешната информативна сесија на тема даноци и царина. Инфосесиите имаат за цел да ги соберат податоците за најчестите проблеми со кои се соочуваат малите и средни предпријатија, за при тоа да ја подобрат комуникацијата со институциите. Станува збор за 4 годишен проект кој што има за главна цел да им помогне на микро, малите и средни компании да ја подобрат нивната согласеност со законската регулатива, а од друга страна да им помогне на бизнис организациите, во случајов коморите, кои што се партнери во проектот, да го подобрат диалогот кој што го имаат со државните институции, а во насока на подобрување на бизнис регулативата. Даноци и царини, закон за животна средина и закон за работни односи се темите кои се обработуваа на досега одржаните 18 информативни сесии во 10 градови. Прличкова вели дека интересот на компаниите е голем, бидејќи на овој начин ги решаваат нејаснотиите со кои се соочуваат, а со тоа стануваат поконкурентни на пазарот. Тоа што можам да го кажам како заклучок, се заинтересирани да ги следат, значи прописите, имаат одредени нејасноти, прашања, дилеми за тоа како одредена, како да кажеме, одредба се толкува и слично. Ние сме тука, значи имаме ангажирани експерти на сите овие три теми кои што се тука баш токму за таа цел, значи да им помогнат на компаниите да ги решат дилемите кои што ги имаат од една страна, меѓутоа од друга страна да ги идентификуваат клучните проблеми со кои што се соочуваат компаниите, да истите ги преточат во соодветни предлози кои што потоа ние на ниво на проект во име на сите три комори би ги доставиле до државните институции, а во насока на, да речеме, подобрување на одредени законски решенија, унапредување на регулативата и проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива е финансиран од УСАИД, а е имплементиран од Стопанска комора на Македонија, Стопанска комора на Северозападна Македонија и МАСИД. Оваа недела е значајна за Република Македонија во однос на решавањето на две клучни прашања – членството во НАТО и приближување кон процесот на отпочнување на преговори со Европската Унија. За оваа важна тема ги анкетиравме велишани со прашањето дали Македонија треба да го промени името за да биде примена во НАТО и да ги отпочне преговорите за Европската Унија. Дијана Иванова анализира. Значајна недела за Република Македонија во однос на решавањето на две клучни прашања – членство во НАТО и приближување кон процесот за отпочнување на преговори со Европската Унија. Преголемиот оптимизам на премиерот Зоран Заев и изјавите кои што тој ги даваше пред заменување за Брисел одат во насока дека тој очекува премногу од работните средби. Реалност или премногу оптимистички? Одговорот на ова прашање сам ќе стигне веднаш по завршување на средбите во Европската Унија и во НАТО. Што мислат велешани? Дали Македонија треба да го промени името за да обезбеди полноправно членство или во НАТО да влеземе под референцата ФИРОМ? Тие се опасни работи. За тоа нека се остане тоа како е, такво е. Така душ. Да не се смени. Без промена на името. Кратко и јасно. Без промена. Да ме некој да ме уценува не сака. Со ФИРОМ може, а проблем името нема кој го менува името. Името не го менува никој. За грците малце важи, за грците сега, ако не признаат другите држави, за грците малце важи. Промена на името, не може кој ќе се сложи да се промени името. Под ФИРОМ нека влезе, па после ќе видиме како ќе биде. Ја мислам дека не треба да мене името. Зошто да мене? Зошто да го даваме на референдум? Никој не е за името мене.
И името е слободна волја. Самата држава, така да не може некој да не крсти кој како сака. А името си е да биде Македонија, не да биде Фиром. Фиром, тоа е вештачки направено. И непопуларно си е Македонија, како што си биде да се биде. Новиот министер за надворешни работи Никола Димитров во изјава за Financial Times рекол дека Македонија ја разгледува можноста за користење на привремената референца за зачленување во НАТО. Договореното име за компромис ќе биде ставено на референдум во Македонија, а претходно за него ќе се бара консензус и од сите политички партии. На првата официјална средба во Брисел, премиерот Заев е во друштво на вице-премиерката и министер за одбрана Радмила Шекеринска, вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Бензините од ноќеска на полнок поевтинуваат за 1,5 денари, а цената на дизел горивата се намалува за 2,5 денари по литар, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ во автомобилите ќе точиме поевтини горива. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, која ги објави новите цени на горивата. Со тоа што бензините поевтинуваат за 1,5 денари, а цената на дизел горивата се намалува за 2,5 денари по литар. Со одлуката се врши намалување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 6,52%, односно 4,17%. Новата цена на Евросупер од BS95 изнесува 62,5 денари, а на Евросупер од BS98 64,5 денари за литар. Евродизел ќе се продава за 48, додека екстра лесното масло за домаќинство за 36,5 денари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 1,176 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот М1ХЦ и ќе изнесува 25,206 денари за килограм. Причините за намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати се посочуваат за 6,85% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 0,94% понискиот курс на доларот во однос на денарот. Председателот на Меѓународниот сојуз за цивилно општество ја донесе својата прва одлука од формирањето за помош на семејството Тасеви. Сторија што ја актуализира телеканал 21, регионалната телевизија од Струмица, заедно со локалните власти, со кои договараат меморандум за соработка, го посетија семејството. Стигнува помошта за семејството Тасеви од Струмица. Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени граѓани од Скопје и новоизбраниот председател Бојан Јовановски својата прва одлука ја донесоа за помош на ова семејство чија судбина ја актуализираше телеканал А1. Користењето на помошта зависи од вклучувањето на малолетните деца во воспитно-образовниот процес, рече Јовановски, кој го посети семејството заедно со ВД градоначалникот Костадин Костадинов и представници на локалната власт. Прво да утврдиме вистински фактичката состојба, по утврдената фактичка состојба ќе преминеме кон мерки кои што се пропишани во статутот на Меѓународниот сојуз, финансиска, материјална помош на семејството, ќе утврдиме состојбата во куќата каква е, реновирање на куќата целосно и обавезително пристапување кон образовен систем на сите малолетни членови. Претходно Јовановски ја посети општина Струмица, каде што подготвуваат основа за подпишување меморандум за генерална соработка. ВД градоначалникот Костадинов истакна дека и општината и Сојузот споделуваат европски вредности. Моја цел и целта на господинот Јовановски е да гледаме што повеќе насмејани лица и да пружиме рака и помош на оние на кои што има најпотребно. Јас се надевам дека оваа наша денешна средба ќе биде основа за долга и плодна соработка меѓу општина Струмица и Меѓународниот сојуз за цивилно општество и социјално загрозени категории. Откако минатата недела телеканал А1 го објави случајот, се зголемува помошта која доаѓа од разни добронамерници. Васко е познат на струмичани кои често го гледаа како питачи, а го имаше оставено и образовниот процес. Неколку организации се вклучија во советување и други видови форми на помош за семејството.
Дождовите го надминаа повеќе годишниот просек. Навратените обилни количества во овој период, според метеоролозите, не се забележани со години. Иако за доцнија врнежите сепак поволно ќе влијаат на земјоделските култури. Иако за доцнија дождовите се поволни за земјоделските култури, последните врнежи во некои подрачја го надминаа повеќе годишниот просек за овој период, известуваат метеоролозите. Врнежите се добродојдени за земјоделците поради потребата од влага во почвата за развој на пролетните и на градинарските култури, но и за есенската пченица која е во фаза на зреење на зрното. Водата е потребна и како заштита од евентуален топлотен удар и за целосно завршување на вегетацијата. Стабилизацијата на времето во текот на оваа седмица со температури на 30 степени ќе значи создавање на поволни услови за пролетните култури, на кои за развој им требаат и потопли динови. Опасноста од појава на болести, штетници и плевели останува како предупредување за превземање соодветни мирки заради големата влажност на воздухот и почвата и високите дневни температури. Викендот во кавадаречкото село Мрежичко се реализираше еден од највозбудливите аутдор настани Алшар 2017. Може би временските прилики не ги послужија учесниците, но дополнително го зголемија количеството на адреналин и возбуда кај велосипедистите и планинарите кои од сите краеви на земјата допатуваа за да уживаат во патеките кои се обкружени со планината, која ја крие најголемата тајна за настанокот на светот. Колешката Мартина Митков ни ја пренесува сликата. Ако минатата година беше одличен настан, годинава дефинитивно беше најдобар. Алшар 2017 го даде максимумот од себе. Голем број учесници дојдени од сите краишта на Македонија ја почувствуваа недопрената природа на Кожув планина. Сонцето може би не ги послужи последниот ден, но затоа пак калливите патеки се потрудија велосипедските и планинарските тури да бидат многу поинтересни и возбудливи. Во однос на прошлата, организацијата нормално и прошла беше добро, оваа година е уште подобро. И се надеваме и за година да е уште подобро. Одлично, мислам дека сите велосипедски тури што беа ланската година, оваа беше најдобра. И годинава го држи просекот. Ние трчавме големата пленарска тура околу 17 километри. Први сме што го постигнаме, сите успешно завршивме. Не го допревме сонцето, но ги допревме срцата на сите љубители на природата, рече Бојан Маринковиќ, еден од организаторите на Алшар 2017. Љубителите на овој спорт едноставно уживаат. Уживаат иако врне, иако е патеката каллива. Едноставно се турна во убавините на Кожув и еве самите може да видите тука со какви инспирации се враќаат. Се возеа крос мотори, АТВ-а и теренски возила. Имаше друштвени игри, посета на темната пештера и слични активности. Неделното утро 8 со главната манифестација која за отворена ја прогласи македонската автомобилска легенда Игор Стефановски Идже, но на настанот беше присутна уште една легенда, овој пат ракометна, европскиот првак Петар Ангелов Диви. Јас секој ден кај што одам во надвор од државата Европа и на светски рамки раскажувам за Алшар, му пренесувам импресии, може да кажам дека многу голем пријатели се дојдени тука да го видат ова, да го почувствуваат во Мрежичко. Целиот настан помина во голема возбуда, создавање нови пријателства и откривање на тајната за почетокот на светот, која што имено и мотото на оваа манифестација. Веќе од денеска организаторите се подготвуваат за новиот и возбудлив Алшар 2018. Одбележени 74 години од загинувањето на неколку првоборци од Негутино за време на бугарската офанзива, која се одвивала од 6 до 16 јули 1943 година. Местниот комитет одлуката за да излезат во партизан донале во декември 1942 година, а првите 20 на партизани се приклучиле на 10 мај 40-та. Само 4 дена потоа формиран е теквешкиот партизански одред. Веднаш по формирањето на одредот започна со борбени акции по теквешките села. Се редеа нападите на Граниково, Бојанчиште, уништување на граничните караули Порта и Шаренка, напади на селата Драѓна, Никодин, Фариш, Дрен, Драгожел, Галиште и други. Бугарскиот фашистички окупатор
увидувајќи ја сериозноста од силниот развој на вооружената борба на одредот, доведе во тиквишијата околу 13.000 војници и полицајци. Од 6 до 16 јуни 1943 година се одвиваше така наречената јунска офанзива, преку која бугарските окупаторски власти имаа задача да ги разбијат и уништат партизанските одреди Добри Даскалов и Сава Михајлов и да го заплашат населението кое сесредно ги помагаше партизаните. Бугарската офанзива и нанесе скапи жртви на тиквишијата. Паднаа и првите жртви од Неготино, Александар Донев Кожинката, Манчо Малиминов, Никола Петров, Ило Виларов, Душан Јоруков, Александар Аџиилов и Илија Јанакиев. Матурантите денеска го полагаат третиот предмет од државната матура математика. На 14 јуни ќе бидат тестирањата по екстерните предмети естетика, филозофија, хемија, физика, биологија, историја и бизнис. Прелиминарните резултати треба да бидат објавени најдоцна до 14 јули. Првичните резултати ќе се објават за 1 месец. Учениците кои нема да положат во испит во овој рок имаат можност да полагаат повторно во август. Вкупниот број матуранти кои треба да ја положат матурата е 16.426. Во манастирската црква Свети Атанасий во Лешок беше отслужена литургија на која чиноначалствуваше архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Колегите од регионалната телевизија Утра од Тетово ни го подготвија прилогот во продолжение, а веднаш потоа ќе ги погледнеме и останатите вести од земјава. По повод 50 годишниот јубилеј од возобновувањето на автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, како и 10 годишнината од осветувањето на возобновената манастирска црква Свети Атанаси Велики, во Лешочкиот манастир беше отслужена света архиереска литургија на која чиноначалствуваше неговото блаженство, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во сослужение на митрополитот Повардарски господин Агата Ангел, митрополитот Брегалнички господин Иларион, митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф и надлежниот митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и свештенослужители од повеќе епархии на Македонската православна црква. Горчината од двовековната неправда што ни беше нанесена треба да ја увлажиме со сладот од полувековниот процут што годинава го прославуваме. А причини за радост, слава му на Бога, имаме многу. Живата вера во живиот Бог меѓу нашиот народ расте и се подсилува, преданието на нашите отци, по чии молитви духовните дарови обилно се излеваат, е живо и действително, мистичното тело Христово пак и пак се изградува во заедничарите на чашата на бесмртноста. По литургијата беше отслужен помен на гробот на игуменот Кирил Пејчиновиќ по повод 172 години од неговото упокојување. Привремено вработените работници ќе ги имаат истите права како и редовно вработените. Ова е предвидено со предлог законското решение за агенциите за привремени вработувања, кое веќе помина на последната седница на Економско-социјалниот совет и треба да влезе во владина процедура. Председателот на ССМ Живко Митревски на денешната пресконференција истакна дека со овие законски измени бенефит ќе имаат 5131 работник. Тој додава дека со овој предлог закон се овозможува целокупните одредби од Законот за работни односи да важат за сите работници, односно и за работниците кои ги отстапува Агенцијата за привремено вработување. Тие ќе важат и во делот на платата, на минималната плата, безбедноста и здравјето при работа, заштитата на посебните категории на работниците. Важно е и тоа дека со член 21 и член 24 се регулира правото на слобода на синдикално организирање и колективно преговарање. Она што се очекува е отпочнување на анализите за реализација на разговорите со другите репрезентативни синдикати. ...68.047 туристи ја посетиле Македонија во четвртиот месец од годинава. Тие оствариле 140.081 ноќевање. Ова представува зголемување на бројот на туристи за 18,4% во однос на истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика.
Бројот на домашните туристи во април годинава споредено со април лани е зголемен за 15,8%, а на странските за 19,6%. Кај домашните туристи има зголемување за 15% на бројот на ноќевања, а на странските туристи за 21,1%. Најмногу туристи имало од Турција, Грција, Бугарија, Србија, азијските држави, како и од Германија, Хрватска, Косово, Албанија. Статистичките податоци покажуваат дека во периодот јануари-април годинава, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 10,7%. Кај домашните туристи има зголемување за 9,4%, а кај странските за 11,4%. Норвешката конзервативна влада предложи забрана за носење на бурки во сите државни и приватни училишта и градинки. Облеката која подразбира покривање на главата спречува добрата комуникација, која е клучна за учење во училиштата и универзитетите, изјави министерот за образование Роей Саксен во соопштение. Предложената забрана ќе се однесува и на студентите и професорите. Вестите од светот. Со освоени 34,6% од гласовите, победник на вчерашните избори на Косово е коалицијата ПАН, во која членуваат Демократската партија на Косово, Алијансата за иднина на Косово и Иницијатива за Косово. 26,2% од гласовите освои движењето Самоопределување, додека коалицијата на Демократскиот сојуз на Косово и Алијанса за ново Косово се трети на овие предвремени парламентарни избори со 25,8% од вкупниот број на гласачи. Српската листа освои 4% од гласовите, додека сите останати учесници на изборите 9,5%. Кадри Весели, председател на Демократската партија на Косово, некаде пред полноќ, прогласи победа на коалицијата ПАН. По вчерашниот прв круг од парламентарните избори во Франција, убедливо водство има блокот на партијата на францускиот председател Емануел Макрон, Република во движење и на Демократското движење. Првичните резултати укажуваат дека овој блок се надева на најмалку 400 од вкупно 577 пратенички места, што е многу повеќе од апсолутното мнозинство од 289 пратеници. На второ место е блокот предводен од конзервативната партија Републиканци со 21,56% од гласовите и може да се надева на 70 до 130 пратеници. Екстремно десниот Национален фронт освои 13,20% од гласовите и може да се надева само на 10 пратенички места. Социјалистичката партија, која досега имаше околу половина од местата во Националното собрание, со освоено околу 13% од гласовите, ќе може да се надева на само 15 до 40 пратеници. Бунтовната Франција на Жан-Лук Меланшон доби околу 14% од гласовите и може да има од 10 до 23 пратеници. Другите политички формации освоија околу 5,1% од гласовите. Новата влада предводена од Тереза Меј ќе биде составена само од министри од конзервативната партија. Малцинската власт на Меј во Долниот дом ќе биде поддржана од 10 пратеници на Демократската унионистичка партија. Пред да ја представи новата влада нејзина втора од јули минатата година, Меј изврши помала реконструкција на министерскиот состав. Со реконструкцијата, сите министри кои досега раководеа со најважните владини ресори остануваат на своите функции. Министер за финансии натаму е Филип Хамонд, за внатрешни работи Амбер Рад, за надворешни работи Борис Џонсон, за одбрана Мајкал Фалон. Во владиниот состав остануваат и министерот за Брекзит Дейвид Дейвис, како и меѓународна трговија Лијам Фокс, кој заедно со шефот на дипломатијата Џонсон ја предводеа кампањата за напуштање на Европската унија. После вестите од спортот продолжуваме со информациите за времето. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб северен ветер. Минималната температура се движеше од 8 до 15 степени, а максималната од 23 до 30 степен. Јутре ќе се задржи стабилно и топло време, а во среда попладна повторно ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, локално и со поинтензивни процеси. Со кратките метеоинформации го завршуваме
завршуваме дневникот. Ви благодарам за вниманието.